драги гледачи, сега моментално сме, ето да го наречам, на един тренинг. Исто да сме дошли кај вас во клубот, така? Да. И ќе проследиме еден тренинг, ето кој што реков, наместено е, можеме тука да видите како е на камера, тука е една мала презентација. Ивана ќе направиме една мала презентација со членови од клубот. Ивана, не знам гледачите дали ќе ја препознаат, сега е многу посериозна по... Сега ќе го свата тоа преска што го зборев. Можеме да почнеме, па ќе коментирате. Ова е мало место за Ивана, ама некако. Добро, ќе се снајдеме, вие сте човек професионалци. Ајде да почнеме. Ќе го искоментирате или сакате да завршат? Па ова е малку убрзано вежбање, нели? После тоа можеме да го успориме за да објасниме, да го објасниме после тоа. Ова нека заврши негове. Можеме да продолжиш да покажуваш било што. Дека има доволно место сега. Ова беше, значи, се заедно малку убрзано. Абе, како бе женско да те победи? Па јас преска, нели ти кажам, значи женските се многу поопасни во аикидото, бидејќи тука ја владеат техниката и имаат шанси да машкото да го... Ама му кажува, пред со лакто нешто, го вежба в пола, сад не бе, не и само нервози со овие машки. Може отприлика да така накратко да објасните што видовме, може слово да кажете кога да го повторат поуспорено, дали зафад некој как. Имаме, значи, кој ве напаѓа некој со држање, со фаќање и нешто напад со удар или нели имаме сите тие називи шоменучи или од страна кој ќе ве нападне некој. Исто имаме и овакво напад со танто. И тоа можеме да го покажеме, нели, да изведете нешто полека за да го објасниме зашто се работи. Напад со нож, така? Напад со нож, пардон, ние танто го викаме. Добре, чисто за публиката. Ајде напад со нож да видим, брат, сега не попушта. Ивана, работиш со него, цуки, котегеш. Со тантото земи го таму. Шоменучи икјо ура. Исто тоа моте. Значи, кога не напаѓа некој седници, кога некој не напаѓа со нож, имаме техники за да се одбраниме. Кога работиме со танто или со нож, повнимателни сме, бидејќи имаме, нели, оштар предмет со кој не напаѓа. Ние го на тој начин што прво се браниме, после тоа му го одземаме тантото ножот и безбедно се тргаме на страна. Значи немаме никаква цел да од која ќе му го земеме ножот да го маваме по глава, да сечеме да правиме нешто друго. Тоа е цела филозофија на аикидото. Ние сме пријатели, доколку Игор не би вежбал нели кај нас, би му случило нешто најлошо да кажеме што би може да се случи и тој бил нервозен
Ивана сега, нели, почна да вози кола и би се судриле, некој некого би удрил и тие би станали непријатели. Истите овие сега луѓе за кои што зборам, тие се пријатели и се вежбаат во исто дожо. Значи, некои случки ни создаваат моментални непријатели, Така. што не значи дека треба да го уништиме човекот за цел живот да го искршиме или да го исечеме. Што го искрши? Дај друго дете, некој од клубов има, го искрши дето. Кај се панна со Ивана? Ова беше адекватно покажување. За танто, можеме да објасниме некоја техника, да кажеме, за кој работиме со шоменучи од вашите техники. Изработите, јас ќе ви ја појаснам техниката, без танто. Остај тантото. Било што работевте. Сега полека ја работиме техниката, јас да ја објаснам. Значи, удар во глава, нас ни е најважно да се тргнеме од противникот, од линијата на напад. Затоа Ивана го работи ова технички, скроз бега на страна, го држи со едната рака за рамо, другата рака од позади, му ја зема главата, кај што има намера да работи на брада и работи техника, го исфрла до долу. Првиот секунд ова се случува нападот, повторно може да тргне да нападне од овдека, затоа Ивана бега на страна. Идеме овакво со втор напад, значи, уште еднаш продолжи со тенкан, значи го трга за вториот напад, да го видиме од Игор вториот напад. Значи, тоа ние го празни овој напад што би се свртил повторно да ја нападне, тоа се ситуации кои што ги вежбаме. Го направиме тоа, значи, и повторно легуваме. Ова се детали кои што можеме да ги работиме полека и правилно, технички, исправно, можеме и да ги убрзуваме колку што сакаме. Но ако работиме нешто многу брзо, не значи дека работиме нешто добро и технички исправно. Постојано треба да внимаваме и да знаеме дека нели Ивана ја работи техниката, ама и овој што напаѓа и тој нема да нападне со еден напад и да чека Ивана нели тоа да се работи многу убаво. И според тоа не обрнуваме внимание да тоа биде многу атрактивно, но техничкиот дел да биде многу поисправен и поважно. Може некоја друга техника да покажете од вашите техники што ги покажавте? Значи, шомен учи Никио е една од техниките кои што работиме на зглобот на раката. Имаме 2 оски или 3 оски на раката како што се виткаат и со овој дел мало овдека ние веднашка противникот го спуштаме доле. Овдека го вртиме најбезбедно и го држиме во оваа позиција, во стегната позиција. Доколку противникот овдека не ме нападне повторно, јас мислам дека треба да го оставам. Безбедно се тргам на страна. Со тоа што може повторно да ме нападе противникот. Значи, претходно што ја кажав оваа филозофија, не го уништувам противникот, му давам до знаење дека сум посилен од него, дека би можел да го уништам, за да свати дека не ми е целта да бидеме непријатели, туку да бидеме пријатели. Со ката дори можеме да покажеме нешто или со ушироријете дори, значи држење. Значи, ако ве фати некој за раме, си ја работиме техниката да го дестабилизираме, да го извадиме од рамнотежа и да го тргнеме понастрана од нас и повторно чекаме дали ќе не нападне. Првиот блок, првиот удар, вториот удар се само колку да го деконцентрираме и да го извадиме од вакво. Не ни е цел да го овакво. Сувари ваза исто може нешто да покажете. Има сувари ваза, значи вежбање доле, доколку сме во седечка позиција, ако не нападне некој да можеме да се одбраниме и повторно или да го доведеме во позиција каде што нема да ме напаѓа. Дали би сакали нешто да прашате во врска со ова? Јапонците нели знаете дека традиционално седат доле на татамите. Ова се движења кои што можда не изгледаат кој знае колку атрактивно, но се доста тешко се работат во врска бидејќи сме... Кога гледаме вака ни се многу лесно, ама кога ќе пробаш не... Постојано, значи, го работиме истото. Го донесуваме противникот во ситуација да не може да не нападне. Ние сме безбедни, но не го кршиме. Пошто Игор го скршишме, да го видиме Славко малку се. Игор таман почна, Игор почна да се загрева сега. Добро, не, ако сакаш, Игор, можеме да ти реша масажа, нешто, сауна,
Мал одмор. Поведете. Добре, доволно со танто, нешто друго да покажем. Ваша презентација видов колку се важни, што правевме муабет, како треба да знаеш да пан. Да, да. Да, иначе ако не знаеш убаво да паднеш, можеш да се искршиш и тоа не би било добро. А не дај Боже Славкова каде ме фрлит, како ги фрлит ко партал, кој не знаеш да паниш, ке се направиш дроб сарма. Да, да. Имаме систем на напредување, значи почнувате да вежбате, сега да кажеме Фрањо е на тој ранг да може да се вежба на него. Кога тој ќе дое, нели, уште некој години ќе вежба на ранг на Славко и тој ќе ни презентира, нели, Славко како постар ученик претходно и тој самиот го спомна тоа, како постар ученик знае колку знае Фрањо да вежба и според неговото знаење ги прилагодува брзината и оштрината на техниките. Сето тоа е, нели, едно хармонично работење на двајца аикидо ученици. Во најбитна е безбедноста да не се повреди никој, ако се повреди некој да, тоа постојано го кажуваме. Значи треба сите што вежбаат аикидо, без разлика што вежбаме будовештина, борилачка вештина, сите да бидат среќни. Значи, на крајот на часот сите да бидат среќни. Секој според своето знаење и според своите технички способности си го вежба тоа, напредува и после часот сите заедно излегуваме и се дружиме. А на часот се знае си има хиерархија, кој што треба да прави, кој што прави и така натаму. Може, ако имаме уште 2-3 минути време, може да појасниме. Малку да појасниме. Да појасниме, да. Значи, цуки работиме, да појасниме, било која техника од вашите цуки. Значи, имаме удар во стомак. Славко, тука работи техника. Сега, скроз успорено, обяснуваме дел по дел. Кога ќе ве нападне некој цуки во стомак или цуки во глава, значи, најважно ви е да го изработите блокот правилно, зашто ако не го изработите блокот, вие нема да можете да дојдете до тој дел да ја работите техниката. Цуки, втори ден направите го. Значи и Славко исто како Ивана бега на страна од овој удар, не му влегува во полето на нападот, скрос на друга страна е и потоа продолжува да ја работи техниката. Котега еши да кажем. Друга техника со држење, со хват нешто. Ова е техника кога со хват, како што кажав, дојдете само позади да може камерата убаво аголот. Кога некој ве фаќа позади, застри да објасним убаво, ве фаќа позади, нели, сака да ве зароби и од тука се спасуваме со овакво, со оваа техника што ни покажува Славко.
друг хват, у широријате дори нешто е слично или катадори. Повторно тука Славко нели работи на зглобовите на противникот, каде што е најслаб. Генерално нели работевме на зглобовите на противникот и на брадата денеска, овие техники што ги покажавме. На брадата на противникот каде што е тој најслаб. Во моментот Славко е физички посилен од Фрањо, но може, например, Фрањо да изработи некоја од техникиве на Славко. Како нели послаб физички на посилен. Кога би тргнал да не работи правилно техниката на Славко, да кажеме Фрањо, Славко како масивно, како физички посилен, не би можел да изработи техниката. Сега да кажеме Фрањо стигнува на Шихонаѓе до брадата да работи. Без разлика која техника. Пардон, на Ирминаѓе до брадата. До брада. Застани тука, на брада дојди. Остани тука сега. Значи, што прави Фрањо тука? Фрањо тука, камерава добро стои, значи, директно работи на брадата на Славко. Кога би тргнал подоле да работи, значи, не би можел да работи на овој дел, туку Славко би му ја земал раката. Значи, правилното работење, технички и со детали е многу важно за техниката. Нели? Сега Славко презентираше тој физички посилен, исто тоа би го направил Фрањо или после неколку години ќе дојме и Фрањо ќе презентира на Славко. Добро, јас мислам дека во 20 минути презентиравме тука многу брзо помина, интересно.